За оваа 2026 година предвидени се неколку капитални приклучоци. Еден од нив спортската сала кој треба да се направи приклучок во наредниот месец, бидејќи комплетната проектна документација е завршена и во фаза на одобрување во урбанизам по добивање на одобрение за поставување на опрема, тоа е решение, веднаш ќе пристапиме кон приклучување и во наредниот месец и овој проект треба да биде завршен. Како претходните години каде што завршивме 9 објекти воглавном во централното градско подрачје, општински државни институции, и оваа година преку проектот на УНОПС продолжуваме со приклучување каде што моментално се изработува проектната документација, а тоа се Здравствен дом Куманово, основни училишта на Инфрашери и Вук Караџиќ и Градинка Славече. Тие до крајот на оваа работна сезона, т.е. до почетокот на новата грејна сезона, планираме да станат наши корисници. Што се однесува до нови проекти за ширење на дистрибутивната гасоводна мрежа, во моментот се работат неколку проекти. Еден од нив е улица Сава Ковачевиќ и браќа Филиповиќ до Вук Караџиќ на Инфрашери и Градинка Славече, бидејќи таму немаме се уште изградена мрежа. Проектот е во завршна фаза, наскоро ќе добиеме одобрение и ќе почнеме веднаш со изведба на таа дистрибутивна мрежа. На тој потек ќе се работи улица 1 мај и улица Ристовац. Таму имаме повеќе физички лица кои се заинтересирани и изразија заинтересираност и таму треба да изградиме мрежа во должина од 330 метри. Во моментов се работи на проектирање на инфраструктурен проект од нашата мерна станица до индустријска зона Новини и Речица. Се надеваме дека во наредните година дена ќе добиеме и за таму основен проект каде што треба да го изведеме. Таму ќе се искористат оние цевки што се подпишани од страна на општина Куманово и ФЗЦ во тоа време, во должина од 7 километри, треба да ги искористиме тие цевки. Моментално се работи на доработка на инфраструктурен проект, бидејќи дел беше направен во претходниот проект, дел ќе изработи сега проектантско биро на улица Индустријска, улица Железничка и улица 11 ноември, и таму имаме повеќе големи капитални проекти. Доколку изведеме таа гасоводна мрежа и имплементираме нова мерно-регулацијска станица, и таму имаме голем број на потрошувачи. Исто така паралелно се работи на проектирање на нова дистрибутивна гасоводна мрежа која не беше опфатена со претходниот проект во индустријска зона во Доброшани, бидејќи таму стигнавме со нашата дистрибутивна мрежа до самата зона, меѓутоа немаме проект за влегување во индустријската зона, така да во наредниве неколку години, ако ги истуркаме овие проекти да ги реализираме, верувам дека јавно предпријатие ќе биде едно стабилно предпријатие кое ќе успее да ги сервисира сите своји трошоци за тековното работење, а ќе има средства и за ширење на дистрибутивната гасоводна мрежа.